Низа од недоречености и контрадикторности, законите кои ги регулираат работните односи не се добри ниту за работниците, ниту за компаниите. Експертите од трудовото право целат дека е потребна темелна реформа на целата регулатива и нејзино прилагодување со европските директиви. Критички осврт може да се даде на многу различни делови од постоечкиот закон за работни односи. Во делот, на пример, на персоналниот опсек на примена или заштитните категории на лица. Неформалната вработеност. Колкав само број на лица склучуваат симулирани договори за дело или се наоѓаат во прикрен работен однос. Веруваме дека и вие, медиумските работници, го споделувате овој проблем. Каков е правниот режим за заштита на вработените кои што склучуваат договори на определено време? Какви се дефинициите за дежурства, за приправност, за готовност? Какви се, би рекол, одредбите за годишните одмори? Заштитата од откази на вработените? Значи, постојат многу сегменти кои што имаат простор за напредување. Заклучокот е дека нов закон итекако е потребен. Може би тоа ќе се донесе вчера, а не денес. Бизнисмените бараат поголема флексибилност, велат дека новото време бара и нови односи меѓу работниците и работодавачите. Бизнисмените во моментов се соочуваат и со друг проблем. Власта им наложи да исплаќаат поголем минималец, што треба да поттикне зголемување на вкупните примања на работниците, но се уште не се донесени законски измени кои треба да обезбедат субвенции.